Добар ден, почитувањи! Денес сме овде собрани за да снимаме подкаст на тема безбедно училиште. Тука се нашите соученици од гимназија Кочо Рацин и тие денеска ќе ни кажат што за нив значи поимот безбедна гимназија. Повеле. Јас сум Марија, ученик во прва година во гимназијата и за мене гимназијата представува место каде што сите треба да бидат безбедни, почитувани и слободни да бидат тоа што сакаат да бидат. Јас сум Вања и јас сум ученик во прва година и за мене безбедна гимназија е место каде што сите се чувствуваме прифатени, самоуверени, почитувани и слободни да бидеме тоа што сме без страх од било какви препреки. Јас сум Марко Коруновски, исто така учам во прва година и за мене безбедна гимназија е место каде што јас можам да учам без проблем, никаков од професорите и да можам да се обратам на било кој од другарите. Јас сум Михаил Здравковски, ученик во втора година. За мене поимот безбедна гимназија представува место во кое што секој ученик ќе може да го направи она што го сака и ќе може да го искаже своето мислење, во истовремено без да ги повреди другите со тоа. Исто така секој ќе се чувствува безбедно и слободно за да разговара со било кој друг и за да го направи она кое што ќе му помогне во иднината. Јас сум Јана и сум ученичка во четврта година во оној меѓупростор кога сум многу блиску од напуштање на оваа институција, но исто толку и приврзана за неа. За мене безбедноста би дефинирала како отсуство на страв дека ќе бидеме осудени. Во исто време сум и сведок во каква институција гимназијата прераснува и кој потенцијал го има, но истовремено сум и активен придонесувач токму во оваа крајна и завршна фаза во која што нели се очекува нашиот максимум. Би кажала дека не само овде, туку и секое место треба да биде безбедно и е безбедно каде што нема да се плашиме што некој ќе каже за нас, односно ќе ги правиме работите што треба да ги правиме конкретно овде, ќе учиме без да се бориме истовремено со други полиња како коментари, озборувања и отфрлања. Јас сум Ана Васаров, ученичка сум од втора година во гимназијата. Според мене на безбедна гимназија е она гимназија која што му возможува на ученикот, му ги возможува сите оние нешта кои што му се потребни за да се чувствува пред се сигурно, а и удобно во просториите на училиштето. Јас сум Кристијан Мартинов, ученик сум во четврта година и од оваа дистанца, после поминати 4 години во училиштето, можам да кажам дека едноставно гимназијата за мене представува место каде што се чувствувам убаво и безбедно, каде што се чувствувам како да моите желби се почитуваат и да имам право на глас во сите случувања во гимназијата и така. Фала што се представивте и што ни кажавте што за вас представува поимот безбедна гимназија, но дали мислите дека нашата гимназија е безбедна гимназија и зошто? Еве јас ќе одговорам. Значи, да, и како што кажав претходно, сметам дека нашата гимназија е безбедна. Гимназијата е безбедна од тој аспект што мислам дека повеќето ученици кои што доаѓаат тука се чувствуваат убаво кога ќе дојдат на училиште, не им представува проблем доаѓањето на училиште, кога се во училишните клуби се чувствуваат среќни и да, со тоа можам да кажам дека потполно гимназијата ужива во таа титула на безбедно училиште и безбедна средина за сите кои што се борат. Што најмногу придонесува во гимназијата да се чувствувате безбедно? Мислам дека односот помеѓу учениците и професорите е многу битен и комуникацијата посебно помеѓу нив и доколку ја поттикнуваме ваквите комуникации, доколку ги поттикнуваме учениците да ги искажуваат своите мислења за најразлични би кажала проблеми или работи кои што можеби не се совршени во гимназијата и треба да се подобрат, не би имале никаков проблем понатаму. Што може да се подобри во гимназијата за да биде подобро во ова безбедно училиште? И дали сметате дали има простор за подобрување? Јас мислам дека секогаш има простор за подобрување. Мислам дека треба да повеќе да се разговара со учениците за нивното ментално здравје.
треба да се организираат и други активности, дали во или надвор од училиштето, за да не зближат повеќе, бидејќи сепак и дружбата е многу голем дел од средношколскиот живот. Со какви притисоци најчесто се соочуваат учениците денес? Најпрво сакам да се надоврзам до претходните говорници што кажаа, нели, што представува безбедна средина. Безбедна средина е средината каде што ќе отидеме, нели, како што кажа и тие, без да чувствуваме притисок, но не во смисла на дека нас некој ќе дојде однатвор нешто да не направи, значи воспоставени се веќе тие структури. Безбедно во смисла да се чувствуваме прифатено во паралелката. А од друга страна, прашањето кое што го наметнавте за дали и какви притисоци ние чувствуваме, мислам дека сите кои што седиме тука, но и генерално впечатокот во гимназијата е таков дека ние сите целиме кон некој перфекционизам, независно дали станува збор за академски успех, дали станува збор за социјалниот живот, сакаме да избалансираме се, но често пати тоа води до тој бърнаут, кој што веќе немаме енергија да во одреден момент. Исто така, сакам да се надоврзам дека ние често разговараме за проблемите кои што ги имаме, но разговараме со доза на хумор. И од тој аспект треба повеќе и поотворено да ги пријавуваме проблемите, во таа смисла да се направи една дестигматизација, за тие проблеми да не станат и да не прераснат во некој посериозен конфликт со посериозни импликации. Дали мислиш дека учениците треба повеќе да разговараат за своето ментално здравје? Дефинитивно, и ќе се надорзам, како што кажав, како и за секој останат проблем, така и за овој, кој што е доста сериозен. Секогаш, и тоа е нормално, ние сме предсем млади луѓе, деца, кои што нормално работите да ги свртиме од страната на смејата, хуморот, понекогаш и иронијата, но на ваква една тема треба да се пристапи сериозно, затоа што повеќе ние реагираме на последиците, на симптомите, а не на причините. Ние секогаш знаеме да кажеме нервозен сум, не знам, се чувствувам анксиозно и да си само придаваме одредени диагнози, но скоро никогаш ние кажуваме не на некој тест или на некој, не го ризикуваме едноставно академскиот успех за нашата, како се вели, добра состојба, затоа што исто како и физичката активност, така и менталната хигиена е нешто кое што треба сите да го практикуваме. И тоа би било. На кому најчесто се обраќате за кога имате вакви стресови или проблеми? Искрено, јас лично највеќе се обраќам на моите најблиски, прво фамилијата, брат ми, мајка ми, татко ми, а потоа пријателите, соучениците, некои ученици кои учат во гимназијата, не ми се соученици, може би професорите. Тие кога не се отварам многу со професорите, треба да се прашуваат прашања и кон нив, треба тие да ни бидат пример за како се однесуваме и да ги слушаме нормално. Колку е важно исто така и поддршката од другарите, од соучениците? Поддршката од другарите, од соучениците е премногу битна. Сите ученици во гимназија, повеќето се многу дружелюбиви. Да прво почнуваме од нашите соученици, кога ќе се отвориме, тие нормално дека нас најубаво ќе ни биде ако не поддржат. Потоа и другарите кои не учиме заедно, ќе си ги кажеме своите проблеми, ако ни помогнат, нас ќе ни биде многу полесно. Добро, лајте ви сечеме. Не се смејте. Каква улога имаат исто така и наставниците врз учениците? Колку може да действуваат они? Јас мислам дека професорите имаат многу важна улога, затоа што ние сме секој ден со нив и тие можат да препознаат кога ученик има некој проблем и да зборуваат, да разговараат со него и да му помогнат да го реши проблемот, да се чувствува прифатен, нема да му се смејуваат, да го поддржат во тоа. Дали мислите исто така дека се чувствуваат слободно за да побараат помош? Еве, јас, например, ако зборувам од мојот личен пример, во мојот клас, со нашата класна, имаме изградена една таква атмосфера на доверба, каде што и навистина го зборувам ова,
Доколку имаме некој проблем, независно дали тоа проблем во училиштето или проблем надвор од училиштето и проблем од било каков тип, мислам дека апсолутно сите во мојот клас се чувствуваат безбедни за да придат на класната и за да поразговараат со неа, и понатаму нели класната да проба да изнајде некој одговор или да даде помош на учениците, и да поддршка, и сметам дека не е тоа само случај во мојот клас, бидејќи во нашата гимназија навистина има една како позитивна интеракција помеѓу професорите и учениците. Дури сметам и дека тоа не е само со класниот раководител, дури и со другите професори. Тие имаат една посебна грижа и љубов кон учениците, каде што навистина секогаш работат кон тоа да им удоволат на учениците и да доколку се случи некаков проблем, секогаш учениците да бидат приоритетот и проблемот да биде најбрзо решен. Што вас ви помага за стрес во стресни ситуации? Како се ослободувате од стресот? Кога се соочувам со такви ситуации, со такви проблеми, наоѓам некои интересни хобиња кои што ми помагаат да се справам нели со тие мисли, едноставно да се тргнам понастрана. Тие хобиња најчесто се спортување, односно одење во теретана, играње кошарка со моите другари, исто така минење време во природа, планинарење, рибарење, некогаш и можеби трчање. Многу често знам и да цртам, да фотографирам за на некој начин да се олавувам и да не ги сватам толку сериозно работите. Исто така и во последно време започнав со читање книги почесто, бидејќи сметам дека со тоа што се го надоградува моето знаење и со тоа што нели се запознавам со повеќе различни теми, на некој начин го тргам стресот понастрана. Ги препорачал ли овие интереси, видови на хоби на другите ученици? Па, јас до сега имам пробано многу голем број на хобиња за да видам нели кој ќе ми одговара мене најдобро, и истото тоа сметам дека треба да го направи секој ученик, дека треба да проба повеќе работи, да види што му се допаѓа, што не му се допаѓа, бидејќи ние сме во тие години кога треба да се запознаеме самите себе си, да видиме нели кои активности не се допаѓаат, па тоа би не насочило понатаму и во нашиот кариерен правец на каде ќе одиме. И сега сме на крајот, ама има уште едно прашање, а тоа е како би опишале вашата идеална гимназија со еден збор? Една реченица. Една реченица, да. Па јас би рекла нашата гимназија Кочо Рацин е според мене идеал. Значи ти на друго место никаде не би учила, само тук. Да. Ви благодарам што го гледавте овој подкаст, мислам дека ќе ви се допадне. Се гледаме во нареден.